Така Исо. Ти благодарам за овие информации, особено беше интересен дачиш, за мене барам. Да. Одиме ние сега со првата тема. Значи, отворивме убаво, уште еднаш среќен 11 октомври. Значи, Македонија, празнувај ова утро. Имам две прекрасни дами овде во студиото на телевизија Нова. Отвораме една навистина интересна тема. Предизвик беше да се зборува ова утро на тема колку ние, нели, заедно со овој празник, или празникот беше само инспирација, знаеме или ја познаваме собствената, нашата, македонската историја. Кои се празниците кои што ги знаеме, со кои што можеме да раскажеме по нешто, и кој друг, ако не е да прашаме две прекрасни дами овде во студиото кои што се воедно и професорки по историја. Добро утро за Ирина Трајковска и добро утро за помогнете ми? Даниела Арсова. Пардон, да, се извинувам, простете ми, празник ние работиме, така? Да. Кажете ми, за почеток, како беше стигнувањето празнично до телевизија Нова? Имавте проблем? Не, воопшто. Да им кажеме на гледачите. Во раните утрински часови нема сообраќај, густ, така што немаше никако. А вам па не ви е проблем, ако сте прва смена за подготовка, па не беше проблем и ова утро да се подготвите? Така, бидејќи почнуваме во 7:30, кога сме прва смена. Така е, да. И сега пред да го започнеме овој разговор и официјално, нели, освен овој уводен дел, јас предлагам да погледнеме една анкета на тема колку граѓаните, оние што барем ги сретна нашата Габриела Дудевска, кажуваат или ја знаат, или знаат кој е празникот кој што денеска или ова утро го празнуваме целиот овој ден, па потоа се враќаме со главните поинти на она што нели сакаме да биде наша прва тема, колку ние заедно сите ја познаваме историјата, вие сигурно ја познавате нашата историја, но колку да речеме вашите ученици се заинтересирани за македонската историја. Ајде да гледаме анкета, па се враќаме назад со разговорот во студио. Дали знаете утре што прославува македонскиот народ, што празнува? Добро, јас сум историчар, не дипломиран. 11 октомври. Може ли да објасниме што славиме, што празнуваме на тој? Па, може бугарите не сака да слушнат оваа историја. Првата пушка во Прилеп и во Куманово. Во Прилеп нападат участокот. И така. Утре е 11 октомври, ден на востанието на Македонија. Ете така. Утре е 11 октомври, ден на Република Македонија, ослободување на Македонија, востанието. Така. 11 октомбар, тоа е првата пушка пукнала во Прилеп. Мислите ли дека доволно македонскиот народ, еве и младите и повозрастните ја познаваат историјата? Би требал. Ама за младиве, вие сте млади како што гледам, сигурно знаете. Не, младите сега слабо ја познаваат историјата на нашиот македонски народ. Тъй како све што е, бабо, што беше празник? Па ти треба да учиш, треба да знаеш што треба, не ја да ти кажувам. Ама така дојде денешницата, не. Некако, повозрастните веќе тоа го поминавме и го памтиме и го знаеме, дека на тој ден се славеше и тоа на голема, па имаше паради, па имаше свечености, па имаше се и се што сега, така како да е обичен ден. Да, мислам дека доволно е познава и убаво е познава, меѓутоа околностите се други. Мислам дека не сите. Помладите или повозрастните? Помладите пославо е познава. Повозрастните знаат, помладите не знаат. Така велат тие, а што велат вашите ученици? Најпрво честитки до честитки. празникот 11 октомври. Поголемиот дел од анкетата, како што ја проследивме тука во студиото, првиот впечаток кој што го видов, граѓаните во Република Македонија, вклучително и учениците од нашите училишни клупи, го препознаваат како ден на македонското востание. Ние работиме на тематска целина Македонија во Втората светска војна. Еден час е предвиден за фашистичка окупација и поделба на Македонија и веќе 2 часа се предвидени за народно-ослободителната војна и антифашистичката војна во Македонија, во Вардарскиот, па и останатите делови, Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија. Кога веќе почнуваме да работиме наставната единица, учениците најчесто кога ќе им го споменам
11 октомври, дали знаете зошто е прогласен за државен празник во Република Македонија? Сите кажуваат едногласно, да, знаеме, тогаш пукнале првите пушки во Прилеп и во Куманово. Сите тоа го знаат, да, тоа е реченицата која Тоа што е реченицата, да, тоа на символичен начин, да, така се означува. Меѓутоа, значението на народно-слободителната војна во Македонија е многу големо за историјата на македонскиот народ и вклучително и сите народности кои што живеат во рамките на денешна Република Македонија, затоа што процесот на создавањето на современата македонска држава започнува во текот на таа народно-слободителна војна, каде што крајниот исход завршува со одржувањето на антифашистичкото собрание, тоа е првото заседание на АСНОМ, 2 август 1944 година, каде што за нас историчарите е доста значаен датум, каде што велиме дека да, тука беа удрени темелите на современата македонска држава со сите оние законодавни решенија кои што беа донесени на ова прво заседание. Македонија влезе како рамноправна единка или како рамноправен субјект во рамките на таа Југословенска федерација со сите останати. Обстојуваше таму се до 8 септември 1991 година, кога Македонија изгласа со референдум независност, односно ја создадовме денешна Република Македонија, односно се одвоивме на мирен начин од Југословенската федерација. Така да значењето е многу поголемо, односно да се знае дека само е ден на востанието, меѓутоа треба да се знае да зошто е значајно. Сепак И што велат учениците, интересна ли е оваа тематска единица? Да, интересно ми е на часот, посебно кога работиме во оној момент како се подготвуваат за подигнување на востанието, како се снабдуваат со оружје, како се зголемува бројот на борците. И како се подготвуваат? Јас не се сеќавам на тој час историја. Повелете, Даниела. Нив претежно ги интересираат оние пикантерии околу подготовките. Да. Јас примерно PowerPoint презентација пред генерацијата пред 3 години отприлика и јас не успеав да им ја покажам, бидејќи ги интересираше подлабоко што се случувало, како се организирале за востанието, населението, дека без разлика на националноста, дека сите буквално рамо до рамо војувале за ослободување од конкретно бугарскиот окупатор. Така што тие ги интересираат повеќе детално настаните, отколку, да кажеме, површните информации. Статистиката, да, избегнуваме повеќе допира до учениците, јас велам историјата од секојдневниот живот. Јас секогаш велам, да, историјата е наука на датум и ние мора да го фиксираме времето и просторот, меѓутоа повеќе допира на емотивна историја. Да. Како одредено семејство ги доживува сите тие воени процеси кои што се случуваат, историски сведоштва сакаат да слушнат, да прочитаат. Секојдневниот живот на населението. Повеќе тоа допире, на таков начин се привлекува и веќе часот оди во една сосема поинаква наука, отколку на фактографија и датуми и политика. Тоа, значи, сето тоа го избегнуваме. Меѓутоа, настојуваме да се привлече интересот, да излеземе од тој стереотипен начин дека историјата е досадна наука, дека датуми, статистики, да. Затоа ние нашиот предмет го поврзуваме и со останатите предмети. Например, македонски јазик и литература, латински јазик кога предаваме за Римската империја, музичка уметност, ликовна уметност и така натаму, за да видат дека историјата буквално не е само војни дати поврзано со места, топоними и така натаму. Да. Има ли примери на деца кои што, да речеме, не го сакале предметот историја, а потоа со ваша помош, да речеме, со добри професорки, како велат, јас барем се сеќавам на добрите професорки, потоа како успеале да не навлечат, како велам јас, на предметот, многу е да го важно како засакаме. ќе се презентира. Бидејќи секоја наставна единица си е посебна сама за себе. Секоја тема си е, да кажеме, сега таа да, е тесно поврзана. Светската историја со балканска и македонска, но учениците претходно тргнуваат со, како да кажам, со недоверба дека не со така дека е искривени досадна пример таа наставна мислења, единица, но меѓутоа начинот на кој што ќе им се представи, ќе се каже интересна случка, нешто што не го знаат, поврзано со секојдневниот живот, компарација денешница и тогашниот период. Постојат начини. Едноставно со новите техники и методи во наставата, со користење на информатичка компјутерска технологија, настојуваме да им го привлечеме нивното внимание и навистина успеваме. На таков начин ние
овозможуваме тие да си го осознаат својот сопствен идентитет, да изградат една историска свест, меѓутоа исто така да стекнат знаење за општата балканската националната историја. Подоцна настојуваме, тоа е на првичната, да ги стекнат знаењата, а подоцна настојуваме да изградат еден критички став, едно критичко размислување за сите оние настани појави, процеси кои што се случувале, дали станува збор за општата балканската или националната историја. На таков начин настојуваме да ги воспитуваме во еден мир и демократија, да се изградат во личности кои што ќе пружат лојалност кон Република Македонија. Многу е важно да се знае минатото, за да имаме сите иднина. Така не можеме да тргнеме да им се каже поводот за некоја случка и причините, затоа што причините може дури после 100 години, 200 години да ги увидиме од нешто што се случило во историјата. Така е, да. А как сте во делот на оценување, онака искрено? Дали е поважно да се научат на памет, наизуст, само датумите, и тоа да е историја, нели? Туку е многу поважно да се влезе во суштината и тоа е најважното, емотивната, како велите, емотивната страна. Значи, тоа што ќе ни остане, нели? Датумот ќе го научам сега и можеби утре ќе го заборавам. Најважно е, јас што постојано им повторувам на учениците, да се пронедат во време и простор, кога зборуваат за одредена историска случка. Сега тие нормално нивните коментари се зашто мора да учиме оваа година, зашто мора да учиме години. Јас на ова им поставувам прашање. Кога вие ќе се запознаете со некоја личност на ваша возраст, што прашувате веднаш? Колку години имаш? Каде учиш? Која година си? Повторно се сведуваме на време и на простор. На суштинските клучните зборови, кога, каде, како и зошто се случувало. Мора да се фиксира времето и просторот, меѓутоа не по секоја цена. Значи, значајно е да се... Што е најважно за Петка, професорке? Тешко прашање, меѓутоа, видете, секој ученик е посебен сам за себе. Јас секогаш велам, значи не може сите науки да ги сакаме подеднакво, некои имаме афинитети кон природни науки, некои кон општествените науки. Меѓутоа, мислам дека значајно е да ги открие причинско последичните врски, дали станува збор од политичката, економската историја за која што дискутираме, општествената и така натаму. Јас се сеќавам, например, на една професорка, затоа што завршив и она што не го кажав, освен што ви го заборев името, извинете, уште еднаш не ми се случило одамна. Двете професорки по историја доаѓаат од Јосип Броз Тито, тоа беше всушност и гимназијата каде што јас завршив и се сеќавам многу добро на предавањата на Гордања Ѓурчиновска. Не знам дали на некој од вас вам би предавала, но јас се сеќавам на Нерон, на палењето и така натаму. Тоа било нешто што сме го цртале на табла и што никогаш веројатно нема да го заборавам. Тоа е филозофија која што допира до сите, Не тераше не да учиме по книга, туку да си напишеме свој некаков текст или барам да осознаеме нешто, да прочитаме нешто, па да раскажеме ние самите, така да бидеме учесници на часот. Веројатно. Но ова што го кажавте, вие да се надоврзам јас, и учениците сакаат кога ќе допре некоја наставна содржина емотивно до нив, знаат после часовите. Професорке, може ли јас дополнително да истражувам за ова? Може ли јас да направам некои истражување? Може јас да направам презентација следниот час? Нема подобно, значи секогаш им излегуваме во пресрет на учениците со наша помош. Тие го водат часот, има една интеракција целосна, нивните соученици ги следат со внимание, отвараме дискусии на таков начин да биде поинтересна содржината и тој што го привлекло тоа да си посвети дополнително време дома. Така имаме опремен кабинет кој што исто така благодарност до учениците пред неколку генерации, пред неколку години матурира, кој што го исцрта нашиот кабинет со со историски личности, така кои што се портрети. Опремени е со нови историски карти кои што благодарност до училиштето и до директорката кој што не снабди со нови карти. Се што си побаравме ни имате, како можност за да биде тоа поинтересен час по историја, И сега отвараме и телефони, нели? Ние сме на иста фреквенција и ова утро како и секое утро 2402-005 и 2402-002 се отворените телефони и ве прашувам, онака јавно да ни кажете што мислите, колку нашите деца, колку можеби повозрастните, ја знаат македонската или сопствената историја и кои се најважните датуми кои што треба да ги знаеме и кога сме кај тие најважни датуми
кои други, еве ако прашаме, нели, деца, ми велат колегите пред да влизате во студиото дека вчера некои деца рекле дека на 11 октомври е ден на ВМРО. Дотаму одат работите на неискуство или на заборавање на датумите. Видите, датумите се забораваат. Не може да останат трајни, меѓутоа сепак ние наставниците, односно професорите, настојуваме да се останат во трајно сеќавање оние значајни датуми кои што барем се прогласени за државни празници со законот за државни празници во рамките на нашата држава. Прават грешки, ја не велам не, меѓутоа ќе им простиме, сепак се деца, кога ќе станат зрели личности, мислам дека ќе сватат каде се што ќе го надминат, да, кој датум точно така. Да. Децата ваши, нели са, не знам дали имате, но еве децата ваши, ако не на пријателите, дали ги знаат празниците? Еве како професорка по историја и веднаш има кавга тука. Не, чекајте, не се тие датуми. Да, има деца кои што ги знаат, има деца кои што не ги знаат. Ние сме тука да ги подсетуваме, да. Но ние значајните 2 август, зашто го празнуваме, знаат 20 октомври, знаат дека тоа е ден на македонската револуционерна борба, за четоците на создавањето на македонската револуционерна организација, за Свети Климент Охридски, значењето, сознавањето на првата книжевна школа на Балканот, Свети Кирил и Методи, творците на словенската писменост, мислам дека тие ги познаваат. И знаат, датумите, ги знаат. И да кажат збор два за нив. И го знаат нивното значење, зашто се прогласени за државни празници. Во рамките на нашата земја претпоставувам дека се одбележуваат во рамките на училиштата, дали тоа е патронен празник или нешто дополнително со читање на реферати, подсетување од страната на предметните наставници, професори, мислам дека ги познаваат. Да. Можеме ли, Данила, уште нешто да им кажеме околу 11 октомври? Каде тоа, како било прва пушка, втора пушка, Прилеп Куманово. Зошто Прилеп и Куманово? Тоа биле два партизански одреди, како биле, што биле? Така, биле формирани првично 3 партизански одреди. Првиот е во Скопје во август месец, а вториот е септември партизанскиот одред Гоце Делчев и во Куманово на 12 октомври. Со прекинување на телефонските и телеграфските мрежи. Сега учениците се многу интересни со нивните коментари. Зошто професорке на мобилен? Не се јавиле, например. Имам толку и толку пушки. Поразлично сега од... Со прекинување на телефонските и телеграфските врски, со нападот на полициската станица и затворот, ноќта спрема 11 октомври, започнува востанието за македонската борба. Наредниот ден во Куманово и тука всушност започнува народното востание на Македонија. Супер. Со организација, значи предходна организација, прибирање на парични средства, оружје, сето тоа било во тајност, бидејќи постоеле полициски часови, населението морало ограничено да се движи од страна на, нели, сето тоа од бугарскиот апарат воспоставено. Добро. И така тргнало се. Така. Да. Каде што подоцна... Добро. Ајде. Подоцна 43-та година веќе се создаваат нови услови. Јас велам во меѓународната политичка ситуација и тогаш веќе добива еден помасовен карактер, значи не е само востание, тогаш веќе преминува во една народно-ослободителна војна, затоа што приливот на боци веќе значително се зголемува, оружјето им е веќе зголемено и успесите се многу големи, затоа што веќе се создава една поголема слободна територија во Западна Македонија, веќе започнуваат со ние подготовки следната 44-та година за свикување на антифашистичкото собрание на Македонија или првото заседание на АСНОМ со формирањето на иницијативниот одбор кој што ќе одигра една од најзначајните улоги во организацијата за одржување на првото заседание на АСНОМ. Така да. Тоа се работите кои што треба да ги знаеме веројатно сите. Кога ќе не прашаат нешто околу 11 октомври, барам да попрочитам ако сме заборавиле. Првата дата заседанието на АСНОМ, 2 август 1944 година. Така е, да. Знаете што пронајдов една
убава заклетва вели на борците при формирањето на првиот прилепски партизански одред. Така рековте Гоце Делчев, така? Вели, ние, народните партизани на Македонија, се фативме со оружје во немилосрдна борба против крволучниот непријател, што ја пороби нашата земја и ги истребува нашите народи. Во името на слободата и правдата на нашиот народ, се колнеме дека дисциплинирано, упорно и неустрашиво, не жалејќи ги својата крв и животите, ќе водиме борба до целосно уништување на фашистичкиот завојувач и сите народни предавници. Ова била заклетвата на борците. Пред почетокот на сето она што значи 11 октомври. Така? Добро, а кога сме кај останатите неученици, вашите блиски, пријатели, средби со нив, кога се работи за професор по историја, што е она што ги интересира луѓето? Што е она што сакаат да го знаат врзано за македонската историја? Постојат ли некои работи и дилеми кои што треба да ги надминате или разрешите заедно? Провокации на разноразни теми, така? Так, провокации прво Тешко прашање, јас би рекла. веднаш се поврзува со политика. Да, не, ама не зборев ја само за политика, туку зборев нели кој е она нешто за што ние сите не збориме за тоа наши, ваши, кој како што и колку зел, не зел и така натаму, не за тоа. Туку не знам, нешто не ми е јасно околу некој датум или нешто не ми е јасно каде што се случило, па помош од вас како професорки по историја, нели вие треба да се тука за да знаете. Се случува да побараат мислењето на тие домашни собери со пријателите и така натаму. Сакаат да влезат во дискусија за историјата, нели сите читаме одредени теми кои што се поврзани со историјата. Ги интересира луѓето, влегуваме во дискусија, меѓутоа јас секогаш ќе кажам, историјата е наука на историчарите, политиката е на политичарите и не треба да ги мешаме, да. Ние сме просветни работници, работиме со категории на ученици, така да сепак науката треба да си го каже своето во оние контрадикторни моменти кои што се уште не се научно докажени, потврдени и така натаму. Така, имаме секогаш време за резерва, кога е во прашање историјата. Нели, годините се пред нас, па некој друг ќе ја допишува или презапишува. Така е, кога ќе се најдат нови факти и докази. Точно, нормално. И сега морам да ве прашам, не болеше ништо како прво искуство. Може да ве викам и втор пат? Нема да ве сгрешам, Даниела. Може. Може, добро беше. Да, како професорки, така добро беше. Ви благодарам. Пријатно ни беше во студијето. Да. Ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека нешто поднаучивме сите заедно. Не заборавајте, драги мои, дека денеска празнуваме еден убав празник, а ако нешто не ви е јасно, подпрочитајте нешто во учебниците по историја или сега Google ни е тука за сите одговори. Уште малку време имаме до вториот утрински блок на информации од земјава, заедно со Александра Велинова. Ви останете заедно со отворената утринска програма Информација точна на времена.